Зимскиот период и особено периодот поврзан со новогодишните и божикните празници е период кога температурите се ниски, а некако е вообичаено да седиме повеќе дома, да не сме активни, да сме во затворен простор и да ги уживаме благодетите на празничните трпези. Тоа е поврзано секако и со зголемување на телесната тежина. Па, Антонио, како да направиме брз детокс на организмот после празниците? Организмот генерално сам се прави детокс, само треба да му возможиме, нели, со добра храна и со на некој начин правилно однесување во текот на зимскиот период. Во зимскиот период главен проблем ни е тоа што внесуваме премногу храна, меѓутоа и со празниците повеќе, нели, алкохол, помрсна храна, по концентрирано со калории. Малку помалку се обрнува внимание на свежата храна, на храната со антиоксиданти, со витамин, со витамин, со нели други микронутриенти кои што ни се потребни. И тука е најголемиот проблем, зошто, да речеме, можеби не качуваме малку повеќе на тежина и потоа ни е потребен на некој начин, нели, детокс или ресетирање на организмот. Втора главна причина зошто ни се случува тоа е затоа што малку движиме. Нели, ладно е времето надвор, потешко се одлучуваме за движење и тоа е уште еден проблем поради кој може би имаме малку повеќе задршка на вода, малку помала потрошувачка на калории во текот на денот и доаѓа до зголемување на тежината. Кои би биле препораките во овој период? Сепак малку повеќе да се обрне внимание на таа храна што содржи антиоксиданти. Значи можеме да одиме со овошје кои што се во овој период замрзнати, или најчесто ги имаме, како што се јагоди, малини, капини, или пак можеби тиквата има во овој период и тоа доста е достапна, благ компир, потоа храна која што содржи диететски влакна, како што се мешунките, граф, леќа, наут, или можеби кога ги спомнав антиоксидантите, зелка се ги има во изобилство. Така што малку повеќе да се свртиме кон таа храна. Нормално дека не значи дека треба строго да јадеме само салати или само овошја, меѓутоа една малку поразновидна исхрана од она што досега го имавме на менито за време на празниците. Уште еден фактор е, како што реков, движењето, односно потењето. Пак ќе речем, преку потењето повторно правиме на некој начин прочистување на организмот, а ние баш во овој период сме повеќе заседнати дома, така што можеби е најдобро да се најде некој начин на движење или на физичка активност што ни одговара во овој период. Тоа е најчесто во затворен простор, поради студеното време, загадениот воздух и така натаму. Така што може да се најде некоја активност во домашни услови, сепак YouTube е на располагање со еден куп вежби бесплатни, или да се отиде во некоја вежбална, пак да се малку да се раздвижи или организмот. И уште еден многу битен фактор кој што не е поврзан со исхраната, но е исто така битен, тоа е одморот. Одмор од барем 7-8 часа ноќен сон. Стресот нормално не можеме да го контролираме секојдневно, меѓутоа сонот можеме да го контролираме. Повторно за организмот да се врати во форма, доволно сон, можеби малку за празниците ни се измести периодот на спиење, на одмарање или со седење малку подоцна, со јадење малку повеќе, да се преземат, ако се преземат овие неколку мерки, организмот сам ќе се направи детокс и баш ќе можеме да се вратиме во форма по празниците. Што никако не сме да се прави во фаза на детокс? Значи, пак ќе речам, храната која што ја јадеме, која што на некој начин претежно е премногу термички обработена или која што изобилува со еден куп масти, и тоа најчесто здравите масти се изоставуваат, како што се мастите од јатки, од семки. Значи, едноставно ги избегнуваме некако во овој период, повеќе се оди на помрсни меса, или во овој период не викам нека и тоа не треба некогаш да биде дел од исхраната, меѓутоа доминираат. Јас би рекол малку повеќе сега да се изостават во периодов по празниците, затоа што ги имавме во изобилство. Алкохолот малку да се намали или скоро и да се исфрли, затоа што повторно го имаше доста за време на празниците. И пак ќе речам да се најде начин за движење, затоа што движењето е сведено на минимум во овој период.